Валандовските домаќинки и денес ја негуваат традицијата на рачна изработка на ткаенини, килими и черги. Станка Ѓоргиева, валандовска домаќинка, вели дека тие во минатото за рачна изработка најчесто користеле свилен конец. Овие стари вештини ретко која домаќинка ги практикува денес, но сепак има такви кои решиле да ја продолжат традицијата и занаетот на нивните баби и мајки. Толку беше рачно и преданото сами си го произведува, еве, од свилената буба се правише конец. Конецот од свилената буба. Тоа се варат кожурците, се замува со едно така боцка, как да кажем, парнарни викиме, се фаќат колку сакиш да биде тенок конецо. Ако сакиш да биде многу тенок, 2-3 кожури, како сакиш подебел, еве зашо ќе биде намента, ако и за друго. Како што вели Ѓоргиева, и денес употребува голем дел од домашните работи кои рачно ги изработиле нејзината баба и мајка. Нивната примена е многу практична, вели таа. Ѓоргиева учествувала и на изложба за рачна изработка на традиционални ткаенини заедно со уште неколку валандовски домаќинки и вели дека нејзини изработки биле изложени и во Америка. Има многу домашни работи што се уште ги употребуваме. Јас се парталови черги имам постелено, затоа што летто држат ладноста, топлината не прават жешко. А зимата си ставиме вълнани, што држат топло, а задржават топлината на телото. Значи, многу попрактични биле. Памучните килимчии на шоса, памучните, не тапотат. Значи, многу здраво е да спиш, телото диша убаво. Според неа во Валандово во минатото имало и фабрика за печење на кожурците од свилената буба, во која работеле нејзината мајка и свекрва. Оваа традиција во Валандово се негува со години, а денес се помалку се пренесува на помладите генерации. Таа смета дека зачувувањето на оваа традиција е најголемото богатство.